Благодарам. Почитувана македонска јавност, морам да се прекрстам. Оти не верувам дека ова истиот Томислав Тунтев, кој што изгина овдека 20 дена за да не убеди дека не постои платформа. Ова не е истиот Томислав Тунтев. Ова не е координаторот на Социјалдемократскиот сојуз. Или пак можеби ранет од глупостите и киксовите, разјанен од лагите, сега не убедува дека овај противуставен закон е одличен. Човекот упорно се бори во Охрид на локалните избори од 14 сега да добија 7.000 гласови. Што ќе каже Томислав Тунтев во Охрид? Реформите на Социјалдемократскиот сојуз. Да, ги има. Има реформи во здравството. Кога ќе почне кампањата, ќе Двојазичен печат. зборите по Има реформи во одбраната. точката која што ви е. Двојазични униформи во полиција и во војска. Има реформи во земјоделие. Двојазични табли на канцелариите на подрачните единици. Има реформи во финансиите. Двојазични пари. Има реформи во транспортот. Наместо прекинати автопати, има двојазични табли. И во правдата има реформи. Двојазични судови. Добро е. Повеќе јазични да бидат и таблите на аеродромот. Ама да бидат повеќе јазични, затоа што има и патници кои што се турци, кои што се босанци, кои што се срби, кои што се власи, кои што се роми. Не патуваат само македонците и албанците. 17% од граѓаните на Република Македонија, 340.000 граѓани, колега Тунтев, ги ставате подредени со вашето законско решение, кое што е противуставно. Единствена земја сме во светот во која што граѓаните ќе се казнуваат ако го зборуваат мајчиниот јазик. Ќе се казнуваат граѓаните кои што го зборуваат официјалниот јазик на Република Македонија. И за тоа не лажевте дека нема да биде така. 4.000 евра и 5.000 евра. Го знаете тој став. Другиот пат ќе ви го цитирам. Ние сме единствена земја во светот која што ќе ги казнува своите граѓани. И да ве потсетам, што кажала компаративната анализа и праксата. 37 земји се во Европа, на европскиот континент. Само 3 се двојазични. Босна и Херцеговина, Белгија и уште една, Швајцарија. Знаете што е заедничко за нив? Тоа што го очекуваме да го направите во наредниве месеци, бидејќи толку едноставно ги поднесувате законите. Да поднесете европско знаменце со кој што ќе имаме уставно уредување исто како овие земји. Јас не можам да сватам како моите сограѓани од Прилеп, како пратениците од Пекчево, од Берово ќе го обласнат овој закон. Треба да се дискутира за оваа тема со пошироката фела, ама да се најде заедничко решение кој што ги ингира сите и ќе ги подобри условите за живот во Република Македонија на сите граѓани. Ви благодарам.